По етикетирањата заканите обидите за дискредитација на некои медиуми. Екс-премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски се извини. По низата реакции на еснавските здруженија, Ковачевски сватил дека направил грешка. Но дали неговите тонови, реакции се само навестување каква изборна кампања не очекува? Во ово издание на Трилинг соговорник е универзитетскиот професор од правниот факултет Јасна Бачовска. Професор Бачовска, дали овој повишен тон од поранешниот премиер и лидер на СДСМ, на владеачката партија, е своевидно обид за дискредитација на медиумите, омаловажување на седмата сила? Па не знам дали можам да го дефинирам така како обид и омаловажување, меѓутоа можам апсолутно да го протолкувам како едно големо невнимание во односот кон медиумите и недобро сватеното значење на медиумите за едно не само демократско, туку и функционално современо општество. И мислам дека тоа веројатно е проблем на политичкото образование на господинот Ковачевски. Ковачевски, кој претендира да биде повторно премиер, не навраќа деновиве на времето како било во мандатот на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. И при тоа јавноста ја замајала со тезата на нови поделби на про и анти-ЕУ. Каде води оваа политика? На нови поделби? Па тие нови поделби кои што ги гледаме во наративите или во политичката реторика оди кон едно дискредитирање и, како да ви кажам, градење на еден негативен имидж на државата, но и на македонското општество и фактички сето тоа нас ни одмага на патот кон европските интеграции. Води кон тоа да дипломатите, но и луѓето кои што треба да ни помогнат во тој процес, имаат една комплетно негативна слика за македонското општество. Ова е длабоко политиколошко прашање, меѓутоа е проблем на сваќањето, пак ке речам, на политичкото образование и начинот на кој што се води политиката од страна на нашите политичари. Каква изборна кампања не очекува во наредниот период? Пак, еве сега кога ќе зборуваме за изборната кампања, таа веќе мислам дека ова сме веќе подолго време, неколку месеци во една предизборна кампања и можеме да го видиме и да го насетиме каков ќе биде курсот во изборната кампања кога таа официјално ќе започне. Прво да кажам дека јас не очекувам некоја многу различна изборна кампања од сите оние кампањи кои што ги имаме досега, просто од причина што во таа политичка кампања ги имаме истите актери, немаме некои нови свежи профили кои што ќе влезат во изборната кампања. Значи, како и за парламентарните, но и за председателските избори, веќе ги имаме луѓето кои што веќе и биле, кандидати за одредени политички позиции, така што наративот е познат. Единствено што може би нешто ќе се промени во оваа изборна кампања, што заради амортизираното политичко лидерство во двете главни политички опции, нема да имаме таква некоја генерална харизматичка мета кон која што ќе бидат упатени нападите, туку тоа ќе биде доста диспорзирано, значи апсолутно ќе се оди на некоја идеолошко мотивирана кампања, односно параките кои што ќе се праќаат кон спротивната страна. Дали може да очекуваме? Мислам дека ние сега имаме една исполитизираност, која што е за македонското општество е типична и типична е 30 години, бидејќи живееме во една долга и мачна незавршена транзиција, цело време со политички кризи од голем тип, кои што го доведуваат државноотворниот капацитет на општеството во прашање. И ние секогаш имавме такви кампањи, меѓутоа сега и во меѓународниот контекст имаме
ситуација на ispolitizirani општества заради војната во Украина, претходно ковид кризата, и ние гледаме дека уште изборите во 2019 година, изборите за Европскиот парламент во кој што учествуваат 27 земји членки, и тогаш веќе почнавме, се водеа такви кампањи кои што на некој начин се специфика на ispolitizirani општества, така што сега тој контекст ќе биде присутен и кај нас, но не само кај нас, тој е типичен и во Европа. Дали тоа значи дека не може да се очекува во кампањата да чуеме конкретни идеи и понуди, и дека всушност сето тоа ќе се сведе во наредните 2 недели на политичко етикетирање, омаловажување на противникот и, кратко кажано, соголување на политичкиот опонент до степен да му се извади сиот Балкан веш за да се дискредитира. Да, за жал очекувам таква кампања, како што реков претходно. Курсот ќе биде таков. Значи ќе се користат такви непристојни, негативни образци во кампањата. Од незиниот визуелен идентитет, ние знаеме дека и во минатите кампањи, сега во тој маркетиншки дел, од оние фотографии црно-бели кои што на некој начин го визуализираат како чудовиште политичкиот противник, до не нудење никакви решенија, односно рационализирани политички програми со конкретни проектни чекори. Не е амбиентот таков, како што реков, ни кај нас, ни во светот. И тука секако дека ќе се оди на омаловажување, црна кампања, етикетирање, а сето тоа е многу проблематично за вакви општества. Значи, таквите кампањи не продонесуваат за политичка толеранција, сослушување на соговорникот, подигнување на нивото на политичка култура кај општеството, смирување на страстите. Не може човек кога е разљутен и разбестен да донесува рационални одлуки. Сето тоа се подгрева, тоа сега ја имаме и таа социјална почва со социјалните мрежи, ниското знаење за медиумите од страна на граѓаните. Јас сега се бев на еден, како да кажам, семинар, средба на медиумските експерти од регионот заедно со студенти во Албанија, и таму бевме соочени со една анкета за јавното мислење во Србија. Представник на една маркетиншка агенција изложи анкета во која што презентираше еден податок кој што многу ме вознемири, а мислам дека е типичен и за нашето општество, дека 67% од испитаниците не веруваат на официјални извори, туку веруваат на тоа што луѓето ќе си кажат еден на друг. Значи, што она, вие сте ми мене извор на податок и јас вас приватно, и тоа е за мене најреферентното што ќе го дознам. Значи, една таква социјална клима е многу добра клима за теории на заговор, недоверба, непроверени податоци и така натаму. И за жал сега извор на таквите завери се официјалните лица, политичарите. Тие често пати истражувања докажуваат дека користат различни флоскули, етикетирања кои што не се проверени и можат да и нанесуваат, и потоа тие се шират по социјалните мрежи од еден на друг и формираат една социјална атмосфера на глобална недоверба, разочараност, социјална депресија. Професор Бачовска, дали играњето на национал-патриотската карта и на етничкиот дискурс може да придонесе во создавање или придобивање на поддршка кај граѓаните? Па да, за жал да. Тоа е играње на емоциите и го знаеме нашиот генерален општествен проблем, кој што резултираше во 2001 година и со војна помеѓу двете етнички заедници во Македонија, и за жал се уште се игра на таа карта, а и тој е етнички паралелизам во изборните кампањи. Значи, политичките партии комуницираат исклучиво во предизборието со својот етнички корпус. И тоа е фактор плюс. Значи, не се обраќа, например, ДУИ на македонскиот етнички корпус или СДСМ на албанскиот, туку имаме етнички паралелизам и во изборните кампањи,
автоматски тоа исто така значи дека играме на национална основа и особено во оној дисперзиран, дивузен, невидлив дел. Декларативно политичарите се за интеграција, а во оној друг дел на флиртување со граѓаните, ни социјални мрежи, ни скриени профили, ни ботови, тролови, апсолутно се подгрева тоа меѓуетничка нетрпеливост и играње со националните чувства. За жал, се уште тоа е еден од главните адути за добивање на симпатии кај собственото гласачко тело. Кога сме кај билдањето на националните чувства и создавањето на обид за нови поделби кај граѓаните, а во пресред на изгласувањето или потребата за спроведување на уставните промени, колку ова прашање може да создаде или да допринесе во однос на присвојувањето или придобивањето на поддршката на едната или другата политичка партија? Па апсолутно ова прашање ќе се артикулира. Дури пред некој ден партијата главно го најави својот политички курс дека по победата на изборите една од главните задачи и прашања ќе бидат уставните измени како еден од условите за интегрирање на земјата во Европската унија, односно за влез. И таа го најави тој курс и со тоа најави дека една од главните теми во изборните кампањи ќе бидат уставните измени. Ние знаеме како е тоа прашање во македонскиот корпус, нели? Тоа е едно од попроблематичните прашања сега и прашање на опозицијата и позицијата, така што мислам дека апсолутно ова прашање е многу битно и дека ќе се артикулира во изборната кампања за придобивање на гласовите. Сега не знам како ќе биде однесувањето на прашањето од страна на најголемата за сега опозициона партија ВМРО ДПМН по прашањето на уставните измени, со оглед на тоа што таа партија исто така е декларирана на патот кон членство на ЕУ и европски интеграции. Што е очекува? Како ќе се снајдат како партија во однос на здобивањето на симпатии кај граѓаните? За жал е ова едно од прашањата кое што еден од факторите за подигнувањето на нивото на евроскептицизмот, нели, во македонското општество. Како ја гледате улогата на медиумите во изборната кампања? Па медиумите, јас би сакала тие да се поодговорни, да имаат поголема општествена одговорност, но политичката поларизација на медиумите исто тука ќе одиграат голема, очекувам сепак негативна улога, затоа што знаеме дека нашите медиуми, овие националните медиуми, се длабоко политички поларизирани. Едните се од едната страна, другите се од друга страна. Така што мислам дека и на некој начин очекувам дека ќе ги дисперзираат сите оние негативни наративи што ќе ги имаат политичарите, актерите во политичката трка, но барем мислам дека ќе бидат внимателни во смисла на се она што е закана на слободата на изразување, а тоа е говор на омраза, клевета, навреда, популистичка реторика. И мислам дека доста е работено во тој дел и мислам дека новинарите ќе внимаваат да не дојде до до одредени ескалации во овој дел. Благодарам за разговорот. Ви благодарам. Тоа беше универзитетскиот професор од Правниот факултет Јасна Бачовска.